Почитувани гледачи на КМ телевизија, почитувани љубители на спортот, вие го гледате спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип. Денес имаме само настани на домашната клубска сцена, немаме репрезентативни настапи и токму затоа ќе почнеме спортскиот преглед со резултатите и стрелците од 15-тото коло на првата македонска фудбалска лига. Екипата на Шкендија со 2:0 забележа победа на гостински терен во Велес против екипата на Борец со головите на Бесарт Ибраими во 25-тата минута од пенал и на Љупчо Дорие во 83-тата минута. Ренова на домашен терен одигра само 0:0 против екипата на Силекс, додека на останатите надпревари Струга Академија Пандев 1:1, домашните дојдоа во водство во 57-та минута, се извинувам, од пенал со голот на Александар Ристевски, додека Академија Пандев изравни во 71-та минута со голот на Ѓорѓи Стоилов. Во Битола Пелистер Шкупи 1:3, домашните дојдоа во водство во 80-та минута со голот на Борче Маневски, следуваше комплетен пресврт со трите голови на Дембо Дарбо во 21-та, 28-та и 55-та минута. Со истиот резултат 1:3 заврши и надпреварот во Струмица, каде што играа Беласица и Македонија Ѓорче Петров. Гостите од Скопје дојдоа во водство во 37-та минута со голот на капитенот Боби Божиновски, домашните израмнија во 41-та со голот на Александар Коцев. Во второто полувреме уште два голови во мрежата на Беласица, во 53-та минута Ермеди Надем и во 73-та Филип Петров. И на последниот надпревар од ова коло големото градско дерби Вардар Работнички 0:0. Табелата е следна. Во водство е Шкендија со 33 бодови, пред Шкупи со 31, додека на третото место е Македонија Ѓорче Петров со 29 бодови и тука некаде ќе се бара новиот шампион на Македонија. Потоа следуваат на четвртото место Борец со 22 бодови, петти е Силекс со 21, колку што има и Струга на шестото место. На седмото место е Вардар со 20 поени, осми е Работнички со 18, на деветото место е Ренова со 15 бодови, на 10-тото Пелистер со 12 и на последните две места Академија Пандев со 11 поени и Беласица со 9. Сега ќе ја погледнеме изјавата на тренерот на Шкендија Ернест Џока од Велес, односно после надпреварот Борец Шкендија кој што заврши 0:2. Там 10 врштија, не едим, ташно. Одигравме добар надпревар, ова беше значајна победа за нас, бидејќи првенството е долго. Овие бодови се значајни ако сакаме успех оваа сезона. Многу проблеми ни правеше теренот кој е со вештачка трева и играчите имаа проблем да играат на ваква подлога. На крајот заслужено победивме, а играчите останаа неповредени на лошиот терен. Продолжуваме со резултатите од 15-тото коло на втората фудбалска лига Запад. Во Кичево, Влазрими Тетекс 0:2, Лазар Пеев во 14-тата минута и Никола Димовски во 62-та, прва гостинска победа за екипата на Тетекс оваа сезона. Останатите екипи од Полошкиот регион забележаа порази во ова коло. Дрита Велешта 0:1, стрелец на голот Алтин Лога во 45-тата минута. Вардар Форино Охрид 0:1 со голот на Шериф Реджепи во 41-та минута. Во дербито на колото Скопје Гостивар 4:0, дуел на двете првопласирани екипи Дарко Ѓурчиновски во 7-та и во 75-тата минута од пенал, Изет Ерулаху во 12-тата минута од пенал и Филип Јаневски во 79-тата минута, стрелци за екипата на Скопје. И на последниот надпревар Кадино Кораб 0:1, конечниот резултат поставен уште во 5-тата минута со голот на Уикан Муча. На табелата Скопје убедливо прв со 36 бодови, Велешта е сега на второто место со 29, Гостивар е трет со 27 поени. Во продолжение седуваат на четвртото место Охрид со 25 поени, петти е Кораб со 24, на шестото место Влазрими со 22 бодови, седми е Кадино со 15, на осмото место Вардар Форино со 13 и на последните две места Тетекс и Дрита со 10, односно 7 бодови. Сега ќе погледнеме изјавата на Славчо Георгиевски, тренерот на Тетекс, кој што ја даде за нашата телевизија веднаш после враќањето од Кичево и големата победа 2:0 против екипата на Влазрими. Ако може после победа на еден таков тежок терен како што е надпреварот во Кичево, сум презадоволен. Навистина, момците имавме една тешка недела,
каде што бевме по еден притисок и од страна на навијачите, но можам да кажам позитивен притисок од војводите. Им благодарам што дојдоа, што не поддржаа и ни дадоа за цел после овој надпревар да се вратиме со 3 бода. И исполнивме целта, момците се раздадоа на терен, се што имавме зацртано да одиграме на овој надпревар, го исполнија и евидентен е резултатот секогаш кога ќе се исполнат сите задачи зададени од тренерот. Тоа го разговараме секој надпревар дека Тетекс не треба да се плаши од никого и треба да оди на победа. Меѓутоа во една ситуација влеговме каде што сите бодови се важни и немаме место за калкулација. Ќе одиграме како што игравме и денеска. Се надевам ќе успееме да го исполниме сето она што е зададено и верувам во победа затоа што ви кажав, Тетекс полека ќе почне да расте, треба време, треба трпение. Сепак благодарности до раководството и до навијачите за ова време што го имавме, затоа што игравме на периоди, ќе победиш, ќе изгубиш, меѓутоа уверен сум дека со Форино ќе освоиме 3 бода и дека ќе се дигнеме на едно добро место на табелата, каде што ќе ни даде за право да се надеваме за средина на табелата во пролетниот дел. Комплетно различно расположение на надпреварот во Боговиње, кој што го следеше нашата екипа. Дрита поразена од 0:1 со 0:1 на домашен терен од Велешта. Големо незадоволство кај во редовите на домашната екипа од судењето, не само на овој надпревар, туку и воопшто од тековнава сезона. Затоа сега предлагам да ја видиме изјавата на претседателот на фудбалскиот клуб Дрита, Сафет Мифтари, а веднаш потоа и изјавата на Пепи Джигеровски, тренерот на екипата на Велешта. Реално да кажуваме, значи го почнавме малце лошо од старт и од првата игра може само да кажувам и да поднесувам порака до управата таму, до федерација и не знам на кого му сметаме толку да бидеме оштетени од страната на судија. Значи, од судиската страна не сме задоволени на нула и може да кажам дека сме најоштетена екипа. За 15 утакмици, на секоја утакмица по 3-4 случаи, уште немаме суден еден пенал дома. И на двори дома, значи за 15 утакмици немаме уште пенал. Не сакам ништо повеќе, значи не сакам никого да навредам, али ќе дојде и наше време. Моментално све не е дека имаме слаба екипа, ние и последната игра, еве водивме 0-1, за 2-0 чист пенални не судија. Значи секогаш е контра, може да кажувам слободно, од 15 игри 12 сме оштетени од страната на судија, а за тоа ја ќе поднесам лична CD, тамо ќе ги средам тие све случаите, значи да не зборувам само како зборови, туку со факти, па сега нека му падне на глава тие што се одговорни тамо. Не знам, ни еден суди нема казнето до сега, а очигледно и вие како новинари тука ги гледате дека пред очите ти прави 300 филмови, а ние сме екипа што секогаш сме ги чекале гостите, сме ги чекале судиите тука, значи со сокови, со кафе, со благо, никад не сме правили проблем, ама дојде едно време дека мора и ние треба да земеме други мерки, не иде вака, гледам, или па нека не кажа дека сме одлучили да ве убориме, тоа е друго, да не се мачеме џабе, да не трошиме, и ние трошиме, а на нас не рачуна ништо. Прва и основна работа е фала на честитките што ми ги упативте и да упатам и јас честитки на прекрасниот пречек од домашната екипа, фер, коректно, во прекрасни услови не пречека, уште еднаш им заблагодарувам. Што се однесува до надпреварот, тежок, нашата екипа е во овој момент и во вакви услови во живење во државата е ровита, имаме проблеми со све што се дешават во нашата држава. Игравме со неколку играчи кои што се ровити, пробавме да ги замениме во текот на утакмицата. Имаме 4-5 играчи кои што останаа дома, така да прекрасно задоволен сум од она што го видов. Типичен надпревар, дисциплинирано, борбено, искористивме шанса и тоа е тоа. Генерална оценка за есенскиот дел, уште едно коло останува до крај, меѓутоа дали може да дадеме една генерална оценка за тоа што го одигра и што го постигна Велешта во оваа полусезон? Верувате како нов второлигаш, како прва година, ги започнавме припремите доста касно. Имавме само 20 дена за припреми. Од она што го зацртавме, го надминавме планот. Се надевам дека и во последно коло со Скопје ќе победиме, ќе презимиме на таа втора позиција и тука е клубот да одлучи амбициите, целта и тоа. Спортскиот преглед, поддржан од спортските обложувалници Евротип, го продолжуваме со резултатите од седмото коло од третата фудбалска лига.
Запад. Во дербито на колото, Беса Речица 3:0 домашните славија со головите на Бледар Селими, Лирин Чамили и Башким Љама. Нераштен напредок 4:1, Изе Еремини 2 погодоци за домашните и 2 погодоци на Харбин Мемиши, додека за гостинската екипа од Кичево Димитар Димовски. Најмногу голови имаше на надпреварот во Горна Банјица, Трабзонспор Камењане 4:6. За домашната екипа по 2 погодоци постигнаа Бесар Усеини и Бесар Ибрахими, додека за гостите од Тетовско Камењане 3 погодоци за Осман Али, 2 за Јето Насипи и 1 за Самир Шехапи. Љуботен Врапчиште 0:1 со голот на Мехмет Али Бајрами, но тука домашните имаат најавено жалба, поостанува да видиме што ќе одлучи надпреварувачката комисија на Третата лига Запад, дали надпреварот ќе биде регистриран со овој резултат или ќе има службена победа за Љуботен. И на последниот надпревар Арсими Зајас 4:1. За домашните стрелци Ерсел Дикош, Кумбин Алиу, Ибраим Јусуфи и Вулнет Елмази, додека за гостинската екипа Шабан Керими. Слободна во ова коло беше екипата на Пролетер од Тумчевиште. На табелата во водство екипата на Беса од Добридол со 19 бодови, пред Арсими и Врапчиште со по 15, на четвртото место е Речица со 13 бодови. Петти е Камењане со 10, на шестото место Зајас со 9, потоа Напредок и Нераше со по 6, на деветото место Трабзонспор со 4, 10 е Љуботен со 3 бодови и на последното место Пролетер без ниту 1 бод. Продолжуваме со резултатите од кошарката. Во првата кошаркарска лига се одигра само еден надпревар ова коло, останатите 5 беа одложени. Вардар ТФТ Скопје 99-100. Имаме голем број на одложени надпревари во прволигашката конкуренција, а во втората лига се одигра 4 од планираните 5 надпревари. Кошаркарите на Тетекс загубија на гостувањето во Охридот истоимената екипа со 69-68 надпревар, односно резултат на кој што мора да признаеме дека му кумуваа и судиските одлуки. Ценовски постигна тројка за екипата на Тетекс, пола метро од линијата, судиите судат престап и признаваат само 2 поени. Во последниот напад, сомнителен фаул во напад досуден, но тука мора да кажеме дека и екипата на Тетекс промаши голем број на слободни фрлања. После првата четвртина Тетекс имаше водство од 11 поени разлика, но на крајот сепак пораз во дербито на колото од само пола кош. На останатите надпревари Ринија Спорт Тим 89-64, Спарта Партизан 78-96, Хераклеја Мега Баскет 100-74 и одложен е надпреварот Битола против Чаир. На табелата во водство сега е екипата на Хераклеја со 13 бодови, пред Охрид со 12 и Чаир со 11. Тетекс е на петтото место со 10 поени, меѓутоа Чаир и Тетекс имаат по еден надпревар помалку. Веднаш одиме и со резултатите од деветтото, односно последно коло од есенскиот дел во првата машка одбојкарска лига. Се одигра дербито помеѓу Универзитет Тетово и Шкендија, победа 3:1 за студентите на овој надпревар. Шкендија победе со 0:1 во сетови, откако доби првиот сет со 28:26, но останатите 3 сета до крајот им припаднаа на домашната екипа на Универзитет во Тетово со идентични 25:18. Третиот тетовски представник во оваа конкуренција екипата на Лирија забележа победа од 3:0 против екипата на Весна Пробиштип, 25:20, 25:17 и 25:12. По сетови на останатите надпревари Вардар Борец 3:0, Штип Јанта Волеј 3:0 и Дибра Волеј Џио Струмица 0:3. Табелата е следна. Во водство Универзитет Тетово и Џио Струмица со по 24 бодови максимални од 8 надпревари, со тоа што одложениот надпревар од претходното коло помеѓу овие две екипи ќе се одигра вечерва во Струмица, пошто и ќе биде комплетно завршена оваа фаза од надпреварувањето. Вардар е на третото место со 21 поен, четврти е Борец со 18, следува Шкендија со 15, Штип со 12, Лирија на седмото место со 9 бодови и на последните 3 места
Весна Пробиштип, Јанта Волеј и Дибра Волеј со 6-3, односно 0 бодови. Тука е интересно што веднаш продолжуваме со вториот круг, оној плей-оф и плей-аут. Најдобрите 4 екипи ќе разигруваат во плей-офот во 12 првенствени кола, односно 4 пати меѓусебно, додека екипите од 5-тото до 10-тото место ќе играат двокружно 10 првенствени кола само за пласман. Тука не одлучува ништо тоа. Веднаш во следното коло, односно следниот викенд, продолжуваат надпреварите од плей-офот и плей-аутот, пошто ќе следуваат подготовките на репрезентацијата, а првенството ќе продолжи некаде во февруари после репрезентативните активности. Сега ќе ги погледнеме изјавите на Акик Ферати, тренерот на одбојкарскиот клуб Лирија од Жеровјане, како и на Оливер Андовски, капитенот на екипата на Пробиштип. Вие сте биле сведоци кога и 3 утакмици сме ги изгубиле од пристрасно судење и од замор на играчите, за јавноста да кажуваме дека едва и можда еднаш неделно се тренирале. Имаме проблеми со салата од Лирија во Жеровјане, каде општината уште ден денеска не може со струјата и таа сала да биде каде што ќе ги играме надпреварите. Па тие проблеми и затоа сум презадоволен со ова победа, трета поред. Сега моментално смо седми и до крај ќе притискаме да бидеме барем 5 или 6. Сега се одиграат 9 првенствени кола, заврши регуларниот дел од првенството. Сега што следува понатаму? Фактички првиот дел од првенството, 9 кола игравме и заврши. Сега првите 4 екипи ќе играат уште 4 меѓусебни дуели, фактички 12 кола, после ќе се игра плей-оф први со 4, 2, 3 и овие другите екипи од 5 до 10 место ќе се рангират фактички 6 екипи, тие ќе играат дома гости и на крај ќе се добива конечниот распоред на табелата. Затоа, уште еден надпревар од пролетниот дел, од ова нова фактички шесторка, ќе се игра првото коло, ќе се игра на 12, денес недела, и по тоа изгледа пак со Пробиштип ни баѓа да играме, ќе го играме и тој надпревар и здравје, да им пожелувам на сите играчи прво здравје, па да имат и среќа и така да се спремаме за напролет да покажеме уште подобри резултати. Најпрво честитки за победата на домашниот тим. Искрено на хартија беа фаворити, го докажува тоа на теренот. Генерално ова полусезона баш не е на едно задоволително ниво за нас. Настапивме со една релативно млада екипа. Искрено се надевам дека во вториот дел, во втората група од лигата, ќе одиграме доста подобро и младите дечки ќе напредуваат. Пробиштип памти многу подобри одбојкарски денови и борба за титулите. Дали во скоро време Пробиштип ќе се врати на тие шампионски победнички патеки? Апсолутно сте во право. Пробиштип подсекогаш е бил еден расадник на одбојкарски таленти. Тоа се знае уште од времето во Работнички Фершпет, во Струмица. Во овој момент управата се одлучи за едно подмладување на ростерот, така да искрено се надевам за година-две дека овие млади дечки ќе прераснат во една квалитетна екипа. Спортскиот преглед поддржан од спортските обложувалници Евротип го продолжуваме со резултатите од првото коло на плей-офот и плей-аутот во женската одбојкарска лига. Во плей-офот екипата на Универзитет Тетово поразена со максимални 3:0 на гостувањето. Кај Вардар на останатите надпревари Работнички Струмица 3:0 и Јанта Волеј Кисела Вода Наковски Волеј 3:1. Табелата во оваа конкуренција на првото место е Вардар со 21 бод, пред Јанта Волеј и Работнички со по 19, Наковски Волеј и Струмица со по 13 и на 6-то место. Универзитет Тетово со 11 бодови. Во плей-аутот екипата на Бамикор поразена на гостувањето кај Пелистер Волеј со 3:0. Со истиот резултат заврши надпреварот Фитван Волеј Македонија Макс и надпреварот Јанта Волеј Форса против Угада Студент, додека Виктори Волеј на домашен терен поразена со 3:0 од екипата на Ускана. Во плей-аутот во водство Пелистер, Фитван и Јанта Волеј со по 12 бодови, следуваат Виктори и Ускана со по 6 бодови, Угада Студент 2, Македонија Макс 1 и Бамикор без бодови на последното место. И интересно е тука да се спомене дека од наредната сезона ќе имаме и втора женска одбојкарска лига,
а во првата лига ќе настапуваат само 8 екипи, оние 6 кои што се во плей-офот, како и двете првопласирани од плей-аутот. Од третото до 8-то место во плей-аутот, како и новопријавените и новоформираните екипи ќе играат во втората женска одбојкарска конкуренција. Воедно, резултатите од одбојкарските првенства се и последната содржина која што ја подготвивме за денешниот спортски преглед. На крај само да ве потсетам дека можете да ги уплатите вашите добитни тикети во уплатните места на Евротип, на уплатните места, но и на интернет страната на Евротип, каде што може да се обложувате онлайн. Тоа е тоа, големи очекувања, големи изненадувања ве очекуваат во спортските обложувалници Евротип, но за да ги дознаете ќе треба да ги посетите уплатните места на Евротип или веб сајтот. Тоа беше се за денеска, се гледаме повторно следниот понеделник. Довидување.